почитувани представници на медиумите, почитувани гости, почитувани сограѓани. Дозволете ми да се заблагодарам на поканата да учествувам. Иако овие дискусии повеќе ги гледавме како шанса на групата да чуе, и тоа од вас, отколку да чуе од нас, бидејќи ние овие дискусии сме ги воделе веќе подолго време, сметавме дека е важно, заради тоа што сметаме дека оваа политика и оваа стратегија е можеби едно од најважните прашања кои како обврска си ги зеде владата на нашата држава. Денеска сме овдека двајца министри кои што учествуваат во еден стратегиски проект и на владата и на државата. Тоа е нашето членство во НАТО и во Европската Унија, кој што покажува дека дури и за кусо време може да се обезбедат резултати. Со право очекуваме до крајот на годинава да станеме членка на НАТО, со право очекуваме да ги почнеме оваа година и преговорите за членство во Европската Унија. Но многу сум искрена и многу отворена кога ќе кажам, дури и ние што највеќе сме се вложили и сме работеле на темата интеграција во НАТО и во Европската Унија, сме свесни дека успехот во интеграцијата во ЕУ и НАТО, успехот во интеграцијата со Брисел не е доволен успех ако не успееме да понудиме интеграција внатре во државата. И концептот едно општество за сите така ја дефинира нашата цел. Дека сакаме во оваа наша држава да обезбедиме повеќе канали на комуникација, повеќе разбирање помеѓу различните, и таа интеграција ќе биде всушност најголемото безбедносно, економско и социјално сидро за нашава држава. Ако сме повеќе интегрирани, ако повеќе се разбираме, ако повеќе сме сконцентрирани на решенија внатре, многу поуспешни ќе бидеме и надвор. Овој концепт, едно општество за сите, е суштината на политиката која оваа влада ја понуди од самиот почеток. Ако се сеќаваме на ситуациите пред 3-2 години, ќе кажеме дека дури ова е концептот кој го понудивме и пред да биде избрана владата. И мислам дека беше многу важно што и во серијата на други избори, без разлика не се битни партиските резултати, покажавме дека кандидатите кои се залагаа за едно општество за сите влегуваа и излегоа како фаворити. И тоа покажува дека оваа промена ја прифатија едно големо мнозинство на граѓаните во државата. Таа промена значеше стоп за поделбите, за дискриминацијата, за жигосувањето на секој за тоа што е различен или заради тоа што размислува различно. Крај на понижувањата, стоп, се надеваме во иднина и на говорот за омраза, говорот кој што буквално ги јакне поделбите и става отров во ткивото социјално на државата, и развивање на живот во државата кој што ќе гарантира поголема социјална правда, поголема еднаквост, поголемо разбирање на сите оние по некаков основ различни од нас. Во нашава држава, кога прв пат спомнавме едно општество за сите, главната асоциација беше ставање на крај на големите разлики на етнички план. Меѓутоа, како работеше групата на овој концепт, разбиравме дека тоа не се единствените разлики кои што не делат. Дека доволно е да се отвори едно прашање во поглед на религија, да отидеме во такви поделби. Да не зборувам за социјални поделби, да не зборувам за политички поделби, кои станаа дури подоминантни од овие првите, и се разбира одбивање на оние групи кои што се маргинализирани. Без разлика дали е тоа заради својата ориентација, без разлика дали е тоа заради посебни потреби кои што ги имаат. Целта на оваа стратегија, и се радуваме на дискусијата после, целта на оваа стратегија е да понуди повеќе кохезија во општеството на сите овие теми. Овој концепт не е концепт кој што ќе го донесеме со закон. И убедена сум дека ако ги анализирате законите, ќе видите дека и немаме никакви преголеми предизвици. Тука се законската рамка обезбедува услови за еднакво општество за сите. Меѓутоа, овој концепт може да биде успешен само ако мнозинството граѓани го прифати, го поддржи и се вклучи. И тоа е овој апел и овој обид да разговараме на овие теми во различни општини, и јас сум убедена дека една од резултатите од стратегијата ќе биде да поттикнеме повеќе разговор.
Да не биде тоа разговор помеѓу микрофони и телевизиски камери кај што си се разменуваме со изјави, туку да биде разговор во кој што ќе сакаме да се сослушаме и ќе сакаме да се разбереме. Мислам дека со право во стратегијата огромен дел од вниманието се посветува на нашите училишта. И ако сакаме долгорочна промена и одржлива промена, навистина одговорот ќе треба да го бараме таму, во променување на начинот на разговарање, на однесување, пред се од авторитетите, наставниците, па и учениците, и клетката која таму ќе ја создадеме на поголема интеграција и кохезија, таа може многократно да вроди со плод. Ако ги анализираме, ќе видиме и нашите училишта, и тоа го прави стратегијата, дека искрените одговори на неколку прашања ни се неопходни. Дали учениците кои што се различни по било каков основ, имаат можност во образовниот систем да се сретнат, да се запознаат и да се спријателат? Искрениот одговор ќе биде недоволно. И тоа мора да се менува. Дали во образовниот процес учениците се воспитуваат на меѓусебна толеранција, соработка, почитување на различноста, основни човекови права и слободи? Ако ги видите учебниците, на многу места ќе речете да. Има дури и специјални содржини што сме ги вградиле. Но овој тип на вредности не се учат по предмет. Овој тип на вредности ги учиме секој ден. На одмор, на час, кога децата ќе се скараат, кога ќе се навредат, кога ќе имаат проблем, кој наставниците мора да најдат вистински начин како да им помогнат да го решат. Дали и како кај учениците се развива свест за припадност на Република Северна Македонија како заедничка држава, без разлика на различностите, и свест за негување на сопствениот национален и културен идентитет со почитување на другите. И тука би рекла дека одговорот е се уште недоволно. Многу често од причини кои што сите ги знаеме, ни се случува учениците, особено од различни етнички заедници кои учат на различни јазици, да живеат се уште во паралелни светови, со многу малку шанси да се сретнат, да разговараат, некогаш и да се скараат, меѓутоа и да ги надминат тие разлики. Ако ги анализирате училиштата, ќе видите дека само во оние училишта каде што сме успеале да обезбедиме странски проект, сме нашле заедничка содржина која ја развиваме. И тоа е недозволено. Тоа било можеби логично пред 10 или пред 15 години. Нашата политика како влада ќе биде тоа што добро го правеле еден дел од донаторите, да пробаме и ние дома да го направиме. Што значи да стимулираме повеќе заеднички часови, подобрено ниво на познавање на јазиците, да стимулираме повеќе шанса за разбирање и повеќе шанса за комуникација. И тука искуствата кои што ги имаме токму од ваквите училишта, мислам дека може да ни бидат корисни, да не почнуваме од нула и да не измислуваме топла вода. Во делот на стратегијата која што се однесува на овие токму етнички разлики, мислам дека ќе има и понатаму дискусии. Јас сакам да спомнам само уште една точка освен училиштата, а тоа е важноста на медиумите. Не заради тоа што се камерите денеска тука и не заради тоа што се тука новинарите. Она што го научивме и низ добри и низ лоши примери е дека навистина нашето општество можеме да го обликуваме кон подобро или кон полошо, меѓу другото и во зависност од тоа како ќе се постават кон одредено прашање медиумите. И затоа ги повикувам сите да се приклучат кон стимулирањето и на оваа дебата, но и кон стимулирањето на овие вредности, бидејќи вредностите на едно општество за сите не се партиски вредности, не се идеолошки вредности, тие се вредности кои оваа држава може да ја направат посилна. И затоа ќе ми дозволите, без тоа да биде сметано за мешање во уредувачката политика, понекогаш мислам дека и ние политичарите и вие медиумите премногу простор им даваме на оние кои сакаат да создаваат поделби и омраза. Говорот на омраза некогаш е многу атрактивна тема, меѓутоа со преголемото внимание, со преголемото присуство во медиумите, уште повеќе го стимулираме. И можеби ни треба една дискусија како да не дозволиме говорот на омраза да владее со нас, да ни ги диктира нашите постапки и после тоа сите заедно да треба да гасиме пожари. Клучната промена која се случи во поглед на овој концепт на едно општество за сите беше помогната од страна на многу медиуми кои се обидоа да им го приближат на граѓаните и мислењето на другиот. Мислењето кажано на друг јазик, мислењето кажано од друга етничка заедница.
И тоа помогна оваа држава да стане поинтегрирана, покохезивна, да размислуваме и низ призмата интересите и потребите и на тој кој што е различен од нас. И последната точка која што сакам да ја спомнам, овдека имаме избалансирана, родово избалансирана група, што понекогаш е тешко. Прашањето на едно општество за сите ги подразбира и прашањата кои што се однесуваат на жените во нашата држава. И факт е дека на оваа тема имаме со што да се пофалиме, меѓутоа се уште имаме проблеми. И затоа елементот на учество на жените во различните етнички заедници, особено во руралните средини, не смее да го заборавиме. И гледам овдека представници и од тој дел на граѓанското општество, ни требате заради тоа што во голем дел од овие теми дури повеќе имате контакт со проблемите, со луѓето кои што минуваат низ таа ситуација. Таа нееднаквост помеѓу мажите и жените е факт, не само во политиката, каде што гледаме одредени промени, туку и во бизнисот, туку и во делот на плати, особено во делот на шанси на локално ниво и во руралните средини. Ние дури во една машка тема како што е според сите одбраната, покажавме дека ако зборувате на тие теми, можно е да дојде до промена. Ќе ви кажам, во армијата бројот на жени изнесува негдека над 9%. И тоа е мал. Особено ако земете предвид дека во Министерството за одбрана речиси 50% се жени. Меѓутоа, со дискусија околу темите, со дискусија која што сега веќе опфаќа создавање на мрежа на родови контакт лица, за да не дозволиме родова дискриминација, за да не дозволиме вознемирување на работно место, и со дискусија дека ова не е прашање кое што припаѓа само на мажите, успеавме во претходната генерација студенти на Воената академија половина од примените да бидат девојки. Оваа година при конкурсот за офицери со завршени цивилни универзитети, цивилни факултети, од 42 кои што ги минаа филтрите, 19 се девојки. Што значи, дури и таму каде што мислиме дека е невозможно, промената е возможна ако се има силна политичка волја. Таква силна политичка волја ни треба за реализација на овој проект. И затоа ве повикуваме и во име на владата и лично како луѓе кои што сакаат да живеат во подобра држава, да продолжите да ни помагате. Јас сум свесна дека овдека не се луѓе кои денеска решиле да дискутираат за едно општество за сите. Барам и повеќе енергија и повеќе трпение, заради тоа што сметаме дека е ова рецептот за успешна држава. Ви благодарам. Faleminderit shumë për mundësinë që shpreh pikpamjet e mia për një temë shumë të rëndësishme. На почеток кога се формира и вие не забележувате дека е присутен, дека се расте, дека прави компликации, додека не постигне во еден неповратлив стадиум и кога понатаму ги покажува своите симптоми, е навистина тешко да се одбрати ова ситуација. И значи има 200 думи да се намали болката, но вие не сте ја решиле ова состојба, само сте го замаглиле целиот овој сегмент и треба поднатаму да го решите проблемот и изворот. Јас сметам дека ова метафора или овој пример од здравството слободно може да се преведе и со меѓуетничките односи. Доколку ги третирате меѓуетничките односи само со симптоматичка состојба и ќе го згаснете пожарот само кога ескалират, вие не ја знаете диагнозата, изворот на проблемот помеѓу меѓуетничките односи. Вие само со вашата терапија да ги згаснете пожарите може само да ги покриете причините, да не знаете каде е изворот. Затоа ви кажувам дека пристапот до одржување и заздравување меѓуетничките односи е овој системски пристап и однос, секојдневно да се негуваат овие односи, да се детектираат изворите на проблемите во овие меѓуетнички односи. Со основање или независноста на Република Северна Македонија, вие знаете дека првите 10 години беа без разлика на различните гледништа за првата деценија, но другите етнички сметаат дека беше ексклузивна за другите етнички заедници. Уставот беше таков да
се опфата само една заедница. Другите заедници нема можност да станат дел од тој систем. Охридскиот рамковен договор од 2001 година овозможи да се зголеми ова рамка за да стане пиплива и да се стават и другите етнички заедници да се го најдат своето место. На начин што обезбедивме неколку механизми и законски механизми за да се превенира мајоризирање на мнозинството над другите етнички заедници и механизми за зачувување на етничките, културните и државни карактеристики на другите заедници. Светам дека ова деценија втора беше деценијата каде што ние почнавме да се запознаеме еден со друг, бидејќи во недостаток доколку една заедница беше во систем и другиот систем етникум беше надвор од системот, ние не можевме да се запознаеме еден со друг. Затоа создадовме паралелни животи помеѓу главните етникуми. Луѓе се раѓа и растеа и умира во разни заедници, се образува, живеа во разни места и ние обезбедив или создадовме два различни животи. Затоа Охридскиот рамковен договор беше систем каде што ќе создадеме мостови за комуницирање помеѓу етникумите за тие да се запознаваат едни со други, бидејќи непознавањето предизвикува стравови, потоа стравовите резултираат со инциденти, со заштита. Идејата беше како да се создаваат овие платформи за комуникација за овие два паралелни животи или паралелните животи на етникумите да се вградат едни со други, но зачувувајќи ги вредностите културни, етнички на секоја заедница. Сега се отвори расправата едно општество за сите, што јас го гледам како концептот од Охридскиот рамковен договор на еден начин, но јас сакам да објаснам овде само неколку толкувања или нијанси во овој концепт едно општество за сите. Ние може да ги разликуваме идентитетите во лични, етнички и државни. Во однос на индивидуалниот и личниот идентитет, концептот едно општество за сите е тој што треба ние да го промовираме. Сите граѓани, независно од етничката, културна, социјална припадност или било каква друга припадност, треба да се еднакви пред државата, како во нивните одговорности и привилегиите да се третираат од државата и општеството еднакво. И ова е концептот едно општество за сите. Но Охридскиот рамковен договор предвидува и негување на етничкиот идентитет преку механизмите, заштитни механизми од мајоризација, бидејќи во услови кога сите граѓани се со своите индивидуални идентитети, секогаш мнозинството надвладува. И ова сега не е проблем кога имате добра влада, но кои се механизмите за да се заштитат другите етникуми утре ако дојде друга влада која што приоритет нема да ги има интересите на другите помали заедници. И затоа етничките идентитети и механизмите за заштита од мајоризација ние треба да ги почитуваме и во склоп на концептот едно општество за сите и затоа како субконцепт во концептот едно општество за сите е и едно општество за сите заедници. За да се поставиме на друго ниво, повисоко, индивидуалниот идентитет со идентитетот етничкиот, со овие механизми заштитни. И сега има и нов државен идентитет, што сметам дека е придобивка создадена по последните уставни измени, тоа е Република Северна Македонија, кој што сега не е идентично со личниот идентитет, бидејќи е македонскиот заштитен со преспанскиот договор и уставот како таков, но имате и нов државен идентитет Република Северна Македонија, во кој што идентификувам и јас, и македонците, и ромите, и турците, и супра идентитет кој што не поврзува сите.
На това има и еден друг супер идентитет, тоа е Европската заедница, која што ги координира сите други идентитети етнички и на некој начин ги менаџира спротивностите и разликите помеѓу етничките, религиозните или било какви други идентитети. Значи, овие стратифицирани идентитети кои што треба да ги имаме во предвид при изготвување на ова национална стратегија едно општество за сите или субстратегијата едно општество за сите заедници. Во однос на прашањето за создавање на платформи, Радмила спомна прашањето во однос на образованието, училиштата и апсолутно сметам дека треба да ги смислиме механизмите за да ги создадеме овие мостови за образование. Јас имам деца 4-5 години и одат во градинка каде што има две паралелки, едната е македонска, другата е албанска паралелка и тие си ги развиваат своите значи наставни единици поединечно, но дворот е заеднички. И при паузите, првите игри, тие комуницираат еден со друг. И моите деца, 4 и 5 годишна возраст, говорат веќе македонски јазик, колку што можат за таа возраст и имаат другарчиња македонци. Ова го возможува заедничката платформа што треба да ја создаде државата. Вториот механизм е правична застапеност. Правичната застапеност возможува на граѓаните од различни етникуми да се сретнуваат едни со други. Јас сметам дека ние треба да говориме правилно. Јас 2004 година сум првиот албански доктор вработен во градската болница во Скопје. Првиот албански доктор во една болница која што се наоѓа во регион каде што доминира албанската заедница. Не сум имал можност да комуницирам и да ги тргнам моите предрасуди за другите заедници. Платформата што ја создаде Охридскиот рамкови договор за правична застапеност, луѓето да се вработуваат по институции, болници и други државни институции, овозможува луѓето да се познаваат еден со друг, да седат во една канцеларија, македонец, албанец, турчин, нема подобра можност да ги отстраниме предизвиците и предрасудите отколку на овој начин. И друг момент пред да завршам и се работи за тема која што моментално е дошта актуелна, има една перцепција кај етничките заедници, воглавно кај албанците, турците и ромите, дека постојат предрасуди етнички во однос на одлуките кои што ги зема судството. Албанците имат убедување дека судството одлучува поинаку кога станува збор за еден престапник кој што е албанец, а кај ромите тоа е поистакнато и тоа го слушнав и кога се славеше ромскиот национален ден, но затоа сметам дека прва работа бидејќи сензитивна тема, ова сум го разговарал со ОПСЕ неколку пати и сме во начин да се изготвена стратегија, дали една перцепција ова дека имаме предрасуди етнички или може да се докаже ова научно и сме почнале проект кој треба да земаме примери од минатото за престапници, дали е македонец, албанец, турчин, какви одлуки донеле судиите за исти кривични дела, доколку сметаме дека има или статистички ако се овие случаи на вистина се покажуваат и потврдуваат, треба да имаме пристап и да ги елиминираме овие предрасуди. Ако видиме дека е ова само перцепција, треба да работиме со луѓето да се смени ова перцепција, бидејќи ова недоверба на етничките заедници во судството е основа за вкупните потоа недоразбирања. Јас се фокусирав повеќе на меѓуетничките односи, но сметам дека дадов малце придонес при изготвување на стратегијата се земат во предвид и овие елементи со цел да имаме документ од кој што ќе извират мерките кои што на вистина ќе создадат едно општество за сите и за сите етнички заедници. Ви благодарам многу. Почитувани колеги од владата, почитувани представници на медиумите, после долги години на ширење на нетрпеливост, омраза, конфликтност во општеството, конечно оваа влада, како еден од приоритетите, столбовите на своите политики, го стави на пиедестал фундаментот на едно општество за сите нејзини граѓани, едно општество што подразбира еднаквост, права и обврски на сите граѓани подеднакво. Беше пред малку спомнато, верувам дека и на другите дебати досега сте дискутирале околу улогата на медиумите, особено на јавниот сервис.
во промовирање на овие вредности. Јас денеска ќе се осврнам токму на тоа, колку се значајни медиумите и колку е значајна улогата на јавниот сервис. Времето е кратко, ова е тема која што треба долго да ја дискутираме, но би сакал да ги презентирам неколкуте клучни поенти кои што се всушност и вклучени во самата национална стратегија за едно општество. Се извојуваат два приоритети кога се во прашање медиумите, а тоа првиот е унапредување на медиумскиот простор во функција на навремено, непристрасно и објективно информирање на сите граѓани и промовирање на медиумскиот плурализам. И вториот е јакнење на медиумската писменост кај граѓаните од сите возрасти. Оваа вторава е тема за која што многу ќе дискутираме и е една од следните клучни приоритети на владата на Република Северна Македонија. Стратешките цели кои треба да бидат остварени за да се реализира ваквиот проект се следните: реформиран јавен радиодифузен сервис кој го негува интеркултурализмот, зајакнување на борбата против говорот на омраза и јакнење на духот на интеркултурализам во медиумскиот простор. Говорот на омраза е нешто кон кое што треба сите ние да посветиме максимално внимание, бидејќи тоа е најголем непријател на градењето на концептот на едно општество. Надградени капацитети и зголемени професионални вештини и знаења на вработените во медиумите и развивање и промовирање на интеркултурализмот, и збогатени програмски содржини за зголемување и развој на етничкиот и културен идентитет и други различности на припадниците на сите заедници во државата. Медиумите се моќен инструмент преку кој во општествената практика се пренесува и негува концептот на интеркултурализам. Остварувањето на правата на немнозинските заедници во медиумската сфера подетално беше уредено уште во првиот закон за радиодифузна дејност. Во овој закон беше утврдена обврска на јавниот радиодифузен сервис, освен на македонски јазик, да емитува програми и на јазиците на немнозинските заедници. Во сегашниот закон за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги се утврдува дека аудио и аудиовизуелните медиумски услуги не смеат да содржат програми со кои се поттикнува или шири дискриминација, нетрпеливост или омраза врз основа на раса, боја на кожа, потекло, национална или етничка припадност, пол, род, сексуална ориентација и така натаму и така натаму. Верувајте, нема категорија што не е наведена, меѓутоа, ова говори дека има многу области каде што може да се користи говор на омраза и да се дискриминираат граѓаните по разни основи. И затоа тука, не само јавниот сервис, туку и медиумите и сите ние треба да посветиме особено внимание и да ја елиминираме оваа појава, а исто така и ширењето на лажните вести, кои што се вториот битен сегмент кој што се надополнува некако со говорот на омраза и го загрозува амбиентот на едно нормално општество. Националната радиотелевизија како јавен сервис и натаму има најголема законски обврски во поглед на негувањето на јазичната разноликост и културниот идентитет на заедниците во земјава. Законот определува дека јавниот сервис е должен да развива и планира програмски шеми во интерес на целокупната јавност, а програмите да бидат наменети за сите сегменти на општеството без дискриминација, при тоа водејќи сметка за специфичните општествени групи. Освен тоа, според сегашниот закон, јавниот сервис обезбедува најмалку еден телевизиски програмски сервис на македонски јазик, еден програмски сервис на јазикот што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните, различен од македонскиот јазик, кој ќе емитува програма 24 часа секој ден во неделата, и еден телевизиски програмски сервис кој ќе емитува програми на јазиците на другите национални заедници исто така 24 часа секој ден во неделата. Во истиот член е предвидено што треба да реализира и македонското радио и тоа значи дека и тука е предвидено речиси слична поделба и определба за тоа како треба да изгледаат програмските сервиси. Во Законот за унапредување и заштита на правата на припадниците на заедниците кои се помалку од 20% од населението е утврдено дека припадниците на овие заедници имаат право на информирање на свој јазик преку електронските и печатените медиуми. Овде ќе додадам само една работа што мислам дека е многу значајна. Оваа влада даде поддршка на печатените медиуми. Тоа е прв пат во историјата на таков транспарентен начин, врз основа на прецизни критериуми, да се даде поддршка на еден сегмент на медиумската заедница и при тоа беше точно прецизирано дека оние медиуми што
објавуваат содржини на немакедонски јазик, добиваат не 50% како другите за печатење и дистрибуција, туку 70% поддршка, што значи дека и тука оваа влада го покажува на конкретен пример начинот на кој што размислува и го поддржува овој концепт на едно општество за сите. Понатаму ќе се задржам на трите мисии кои како три столба на националниот сервис треба да превенираат ексклузивност на само една заедница, без разлика дали станува збор за заедница специфична по етничка, политичка, економска или социјална основа. Првата мисија е менаџирање на недоразбирањата во заедниците. Бидејќи ниту една тема не смее да биде табу, ниту еден глас не смее да биде спречен да го изрази своето мислење. Ова начело на функционалните демократии не е можно без ефикасна јавна сфера и јавна свест, а уште помалку без соодветен протек на информации преку медиумите. Кога станува збор за медиумите и за ваквите ситуации, најбитната и најодговорна улога ја има националната радиотелевизија. Јавниот сервис треба да биде примарен медиум за презентација на спротивните мислења. Долго години тоа не беше. Таквиот простор за презентација и за надпревар на тие мислења треба да биде една од основните задачи на јавниот сервис, односно во нашиот случај на националната радиотелевизија. Се разбира, тоа треба да го прават и другите комерцијалните медиуми, меѓутоа за јавниот сервис ова е императив и должност. Според актуелниот закон и според статутот на јавниот сервис, односно менаџерите, уредниците, продуцентите и новинарите во јавниот сервис, на граѓаните се должни да им обезбедат точни, непристрасни, целосни, сеопфатни и навремени информации за креирање на нивните ставови, одлуки и иницијативи. Од тука се наметнува потребата за размена на содржини меѓу програмските појаси на националниот радиодифузер и соработка меѓу редакциите за креирање на заеднички програми од интерес на граѓаните. Овде сакам малку да појаснам, бидејќи покрај тоа што сега постојат три канали и четвртиот собраниски, меѓутоа три канали кои што зрачат на различни јазици, неопходно е тие да ги разменуваат програмите помеѓу себе. Затоа што во спротивно ќе останат публиките да го следат само својот канал и од тие причини е потребно да ги разменуваат и програмите, но и да имаат една заедничка редакција која што ќе го уредува начинот на кој што ќе бидат разменувани овие програми и на тој начин граѓаните и заедниците меѓу себе многу подобро да се запознаат преку програмите на јавниот радиодифузен сервис. Втората мисија е застапување на различностите во општеството. Културата, културните традиции и наследството на заедниците во Република Северна Македонија треба да бидат во нераскинлива врска со јавниот радиодифузен сервис. Денес, со помош на дигиталната технологија и со мултимедијалните платформи, медиумите се во состојба да испорачаат уметнички дела и културни проекти на безброј креативни начини и до неброени корисници. Да не спомнуваме колку полесно и подостапно е сега да се презервираат, архивираат и да се дистрибуираат богатствата од архивите на културното наследство. Да не забораваме уште една функција на оваа мисија. Продукцијата на културолошки вредните телевизиски производи се дела кои не можат да се продаваат на пазарот, со одредени исклучоци секако. Токму затоа улогата на јавниот сервис има исклучителна општествена одговорност. Во овој дел потребно е јавниот сервис да ги прифати веќе утврдените принципи на признавање и на афирмирање на културните различности во Европската Унија. Оттаму Република Северна Македонија треба да се гледа себе си преку желбата на граѓаните и нивната еднаквост во општеството, како ризница на културното наследство и богатство во кое нема преференции. Третата мисија, со која што ќе го завршам моето обраќање, е кохезија и интеграција во заедницата. Доколку ги исполни претходните две мисии, јавниот радиодифузен сервис ќе реализира и третата, исклучително значајна – кохезија и интеграција на сите сегменти во општествената заедница. Националната радиотелевизија треба да го заборави принципот на застапување и на афирмирање на дел или делови на заедниците во Република Северна Македонија, било по етничка, било по политичка линија. Ќе завршам со поенти кои ја прават разликата помеѓу јавниот национален сервис и комерцијалните телевизии, за да ја нагласам одговорноста на јавниот радиодифузен сервис уште еднаш, кога станува збор за негувањето и афирмацијата на јазичната разноличност и културниот идентитет на сите заедници во нашата земја. Од аспект на граѓаните, на сите граѓани на Република Северна Македонија, јавниот сервис е многу повеќе од само уште една телевизија. Оттамо,
ако направиме споредба меѓу концептот на јавен телевизиски сервис и оној на комерцијалните телевизии, треба да нагласиме дека програмските содржини на јавните сервиси не зависат од бројот на публиката. Не секогаш. Ниту пак од специфичните категории гледачи кои имаат пред се потрошувачки навики, како и на рекламерите кои адресираат таа публика. Треба да бидеме реални и да имаме предвид дека интересите и потребите на граѓаните и на нивните заедници не се секогаш на иста линија со принципите на слободниот пазар. За комерцијалните телевизии тоа представува дури и сериозна пречка, но затоа таквиот проблем не треба да го имаат јавните телевизиски и радио сервиси. Или поедноставено кажано, се тоа на што го нема на комерцијалните телевизии треба да го има и да го содржи, да го содржат програмите на јавниот радиодифузен сервис. Многу проекти, многу содржини не се комерцијални, меѓутоа се исклучително значајни за развојот на здраво општество и за развојот на здрава држава. Затоа е неопходно јавните сервиси симултано да им служат на интересите и на граѓаните и на мнозинските и на малцинските заедници, односно на сите граѓани, и само како такви сервиси ќе исполнат улогата на посредници за вредности од јавен интерес. Ви благодарам. Добар ден и од мене, почитувани присутни, почитувани представници од владата на Република Северна Македонија, почитувани представници од медиумите, граѓанските организации, институциите и академијата. Особена чест ми е денеска да учествувам на овој собир и да говорам на една од темите која што ми е посебно драга и значајна. Во отсуство на извршната директорка на Фондацијата Отворено општество Македонија, тука сум да изразам нашата поддршка кон концептот за едно општество за сите и градењето на интеркултурализмот. Ја поздравуваме посветеноста на владата за систематско и сеопфатно развивање на овој концепт и ангажирање на голем дел од институционалните механизми, интелектуалните сили, граѓанските организации и поединци од граѓанското општество за создавање на националната стратегија. ФОМ го поддржа процесот на подготовка на стратегијата и активно учествуваше во работните групи во одделните кластери. Оваа стратегија сметаме дека е основата за градење на базичните вредности на нашето општество во сите сфери на живењето. За да имаме напредок како држава, како општество, основно е да бидеме сплотени, единствени, солидарни, да се почитуваме и разбираме меѓусебно, да негуваме емпатија и разбирање кон другиот. Стратегијата ги опфаќа сите значајни области и исцртува конкретни приоритети и мерки за нејзиното спроведување преку ангажирање на соодветните институции и создавање на механизми за градење на овие базични вредности. Концептот за едно општество се совпаѓа со мисијата на Фондацијата Отворено општество Македонија за внатрешна интеграција како предуслов за интеграцијата во Европската Унија. Градењето на вредностите на заедништво внатре во општеството е услов за да можеме да ги почитуваме и негуваме тие вредности во една поширока заедница на држави, вери, култури, нации. Европеизацијата почнува од секого од нас. Европеизацијата на секој од нас, манифестирање во нашето однесување, нашите дела и артефакти, ќе не доведе до отворање на портите на Европската Унија. Мораме и можеме да ги надминеме бариерите, поделбите, омразата, гневот и фрустрациите кои се таложеа во нашето општество низ минатите долги години на транзиција од секаков вид економски и социјален, општествен. Колку што во изминатите 26 години во Фондацијата заедно со граѓанските организации, дел од институциите, дел од медиумите, дел од академијата работевме на поддигање на вредностите на интеркултурализмот, мултикултурализмот, воспоставување на модели, поттикнување и поддршка на иницијативи за меѓусебно разбирање и диалог, тоа беше само капка во морето. Тоа беше малку,
недоволно со оглед на разорната моќ и дезинтеграцијските сили вградени во државниот апарат, кои поттикнуваа поделби по разни основи – етничка, расна, верска, класна, родова, социјална, економска, политичка. Овие поделби го разоруваа нашето ткиво и го минимизираа влијанието на нашиот труд и нашата работа. На почетокот на моето работење во фондацијата бев дел од регионален проект за подобрување на меѓуетничките односи. Потоа во 2001-та со апелот за мир, апелот против безумието, граѓанската акција Доста е, ги повикавме иманентните човечки вредности, се повикавме на иманентните човечки вредности и го поттикнавме граѓанскиот концепт, граѓанскиот принцип наспроти на безумието, безсмислената војна и евентуалната крвава иднина. Работевме на поддршка и промоција на Охридскиот рамковен договор, потоа и на кампањата Под исто сонце, во која се сретнавме со многу поединци, граѓански организации, медиуми, представници од институции, кои некаде зацкриени работеа на негување на своите традиции, обичаи, вредности и почитување на истите на другиот. Ги преведувавме сите материјали на сите јазици кои што се говореа во Македонија. Преведувавме литература, поддржувавме театарски представи и перформанси и низа на граѓански интеркултурни иницијативи. Но повторно ќе речам, не беше доволно во однос на големиот државен апарат, во однос на буџетските средства кои што се користеа за дезинтеграција и за поттикнување на етноцентризам, национализам, чиста, здрава раса, односно фашизам. Сега, кога целата влада се залага за градење на општество еднакво за сите, правично и инклузивно, можеме конечно со сите сили да се вклучиме и да придонесеме за заживувањето и имплементацијата на оваа стратегија која имаме пред себе. Секој во својот домен и од својот аспект да учествуваме во запознавањето, почитувањето, поврзувањето и афирмирањето на другиот, не само во етничка или религиозна смисла, туку и во социјална, економска и политичка смисла. Пред се да ги разбереме позициите на другиот и низ диалог да дојдеме до повисоко заедничко разбирање кое што води кон прогрес. Секој дел од стратегијата е посебно важен. Од образованието, тргнувајќи од предучилишното образование, каде децата се дружат без никакви предрасуди кои што им се наметнуваат потоа. Преку културата и медиумите, кои во голем дел влијаја во минатите години на разорувањето на општеството. Да не го заборавиме повторно рамномерниот регионален развој, децентрализацијата, развојот на руралните заедници и овозможувањето достоинствен живот од својот труд на текстилните работници, пазарџиите, пензионерите, градежните работници. Да дозволиме и младите да ги осмислуваат, дизајнираат, обликуваат просторите за заедничко дружење, работа, развој, забава. Да ја почитуваме и ползуваме мудроста и искуството на старите и да помогнеме на маргинализираните и да се солидаризираме со обесправените и немоќните. Само со многу труд, доверба и почит, секој од својата позиција, можеме да придонесеме за напредок, за примена на овој сега документ, ставен на хартија во нашето секојдневно живење и за вклучување во Европската Унија, семејството на европските држави каде што и припаѓаме. Функционалноста на институциите кои меѓусебно соработуваат и обезбедуваат услуги за сите подеднакво е основата за спроведувањето на оваа стратегија и за овозможување на остварување на идејата за социјална кохезија, праведно и правично општество. Повторно ќе напоменам, од секој од нас можеме и треба да тргнеме и мораме и секој на својот начин да придонесеме за
на различностите да можеме да ги вреднуваме како богатство. Благодарам.